Уште еден гостин во студиото на ТВ каналот ВИС. Ја имаме и честа и задоволството да позборуваме со една племенита душа, голем талент и познато писателско перо на струмичката и на македонската публика. Добре дојде за Елизавета Дончевска-Лушин. Одамна не сме ја имале можноста да си позборуваме, особено вака пред камери, но имаме совршен повод да го сториме тоа. Имено имаше представување пред струмичката публика во библиотеката Благо Јанков Мучето. Предпоставувам на покана на госпоѓа Тања Гошева, затоа што таа ни е задолжена за роднокрајното одделение. Точно така. Таа е Добре задолжена дојде за пред нас. се. Така е, така е. Најпрво, Сузана, ти благодарам за поканата. Денес да бидам тука. Навистина е чест и задоволство да се биде по твојата емисија. Благодарам. Точно така, на иницијатива на Тања Гошева, како не представник, таа го води роднокрајното одделение. Така. Нејзина беше иницијативата, ме покани да бидам гостин на представување на моето творешто. Добро, Како помина? Низ еден опуштен разговор, опуштена атмосфера, спонтано разговаравме за моето творештво, за она што било досега, за идните проекти, воопшто за пишувањето, воопшто за книгите, книжевноста, важноста на книгите во животот на сите. Беше придружувана на некој начин, ако може да се каже, од професорот Павле Стојанов. И му благодарам за тоа. Тој беше присутен. Која беше неговата улога? Неговата улога беше, имаше две улоги. Најпрво да ги подготви учениците од гимназијата, што исто така рецитира, и исто втората улога му беше како рецитатор. Јас пак ќе кажам, му благодарам на тоа, затоа што тој заедно со учениците и Наташа рецитираше, Наташа Трајчевска од библиотеката, дадоа на песните им ја дадоа онаа душата, онаа живоста, ги оживеа пред сите таму присутни и навистина имаше видливи емоции од присутните што беа таму. Имаше една таква силна позитивна енергија што, морам да кажам, уште ме држи. Верувам дека е така. Ме држи, особено затоа што книжевните средби, поетските средби навистина ја имаат таа моќ да внесат некоја посебна енергија меѓу присутните и сите да си отидат со полни души, облагородени. Точно, јас мислам со најполна душа. Таа енергија има толку силно мотивирачко дејство и навистина им благодарам за тоа. Ме мотивираат за понатам. Да, Елизавета, како е да се слуша сопствената поезија од интерпретатори? И од одлични интерпретатори, меѓу другото? Вистинско доживување. Значи, кога ги пишуваме песните, знаеш ти, Сузана, кога ги пишуваме, тие излегуваат од нас. И кога ние сами ги прочитаме, имаат една друга димензија. Така. Можеме ќе се сетам на моментот кога сам го напишала, на моето чувство во моментот кога го пишувам. Но кога ги слушаме од врвни рецитатори, еве сега како професорот да го спомнам, тоа е едно надворешно чувство, сега ја слушам од надвор и можем да кажем дека некогаш знам да се прашам од каде тие зборови. Апсолутно. Од каде тие зборови доаѓаат за ние да успееме да ги напишеме. Неверојатно се во нас и кога ќе им дојде времето, тие сами си излегуваат. Точно така, сами излегуваат. Кога имаме такви настани во кои што се среќавате со публиката, ги слушате своите песни, имаш ли чувство дека можеби се станува збор за некоја друга личност, како да си одделен ти писател од поетот, од оној за... Точно тоа. И тука ја разбирам она изрека, некои ќе речат, кога ќе ги напишам, веќе не се мои, веќе се ваши. Така. Тоа е тој момент кога ја сваќам колку е тоа вистина. Веќе тие песни не се мои, навистина се на сите други, кој како си ги доживува, кој како ги разбира и кој како ги
гнездува по себе, така да кажем. Затоа што, нели, кога се твори во одредена положба, во одредена состојба, во некоја ситуација од твојот живот, тоа излегува можеби на хартија, нели, или во компјутерот некаде зачувано, но ти се преобразуваш и потоа таа состојба поминува и имаш чувство дека тоа била некоја друга личност. Да, и се прашуваш, јас знам да се прашам, скоро ми се случи тоа. Една песна ја читам и си велам, какви чувства сум имала да ја напишам. И ми требаше време да се сетам кога ја пишував, каде бев во моментот, па се сетив што во моментот се случи и песната излезе од мене. Ти се случило ли пак, да речеме, да се навратиш на некои стари фолдери и да речеш, сум го пишувала ли јас ова, да не залудало случајно? Да. Или ова мое? Да. Ова мое или од некоја книга сум го напишала, ама знам во фолдерите, нели, ни се поредени кои се нашите. Знам дека е моја, ама пак ќе си кажам, вау, кога го напишав тоа. Навистина е така. И сега навраќајќи се, нели, ретроспективно на она што било и она што ни се случило, а сме го извадиле од себе, веруваш ли во една таква максима има дека поетите или писателите еволуираат и одредуваат фази во нивните творештва? Апсолутно. Можеш ли тоа да си го кажеш за себе? Апсолутно. Апсолутно. Секоја фаза во животот, нели, ние преминуваме од една фаза, од друга фаза, созреваме, еволуираме, како што рече. Секоја фаза си носи не само нова тема на песната, и нови изрази, и нови чувства. И можем да кажем дека стануваат посилни. Дека навистина стануваат посилни, да речеме песна напишена пред 15 години и песна напишена сега. Нели, како што велиме, колку повеќе работиме, толку повеќе мислам стануваме подобри. Во се што го работиме. Се зборувавме и пред да ни почне да ни снимаат камерите. За тоа дека се случи еден творечки можеби или само објавувачки јас кај тебе во творештвото. Ја имаше Бети така еден засилен ветер ја туркаше творечки и потоа некаде не ја снема, ама се притаи. Пишуваше во осама или воопшто имаше некоја блокада, да речеме, творечка? Имаше, точно е тоа, Сузана, имаше еден период во мојот живот кога пишувањето некако ми беше ставено на стенд-бај. Не дека не пишував, ама беше многу поретко. Тоа беше периодот на моето мајчинство. Значи, морав да се предадам, нели, на овој период во животот, да бидам тука за моето дете. Знаеш, прво оделение, второ оделение, трето, потребни сме им на децата. Ја немав таа среќа да имам баби, нели, нашиот сервис. Тој баба сервис толку значаен. Ја немав таа среќа, за жал, прерано не напуштија, така да морав да ги преземам сите задачи, целата одговорност врз мене, немав на кој да се подпрем многу. И овде сега да се навратиме и на тој момент, што е потребно на жената за да твори? Дека не се исти почетните позиции се уште на мажите и на жените автори. Апсолутно им треба помош во куќите. Апсолутно на жената за да твори и треба голема помош во куќата. Куќата мора да се одржува, мора да се чисти, мора да готвиме, мораме да поминаме време во кујна, мораме да поработиме со децата, нели сакаме да ги изведеме на вистинскиот пат. Нам ни треба помош. Јас велам, ни требат мајките. Ни требат свекрвите, ни требат и партнерите да се вклучат повеќе. Партнерите, да, ама нели ќе одат на работа да се вклучат и некој знае да праша, сопругот ти помага, нели кога разговараме. Па самиот збор помага, ти кажува дека не е носител на главната дејност. Сепак главната дејност ја носиме ние. Да, помагаат, меѓутоа, кога целосно некој не е преземе некои обврски, ние мораме да сме тука. Сега тука ќе се согласиме со Вирџинија Вулф, која што многу пред нас рекла дека на секоја жена и се потребни сопствени средства и барем една соба за да може да пишува. Да.
тоа да се согласуваме со неа. Затоа што нели помошта ќе ја набавиме на друг начин. Да. За да видиме средства, ќе си тоа би било идеално. Тоа би било идеално. А кога не е идеално и кога сме соочени со реалноста, тогаш ни се случува така една пауза. Една пауза или добро е што ние жените го имаме тоа во себе, мултитаскингот. Па во исто време можеме да работиме повеќе работи. Меѓутоа, да, факт е дека еден период моето пишување беше ставено на страна. Пишував дома по нешто, беше ретко, беше многу ретко. Ставено во тефтери, во фасцикли си стоеше таму. Понатаму се случи еден застој во смисла што се одедов на мојот професионален развој. На тоа што ми е професијата, бев 8 години директор на училиште. Сега, има разлика да си директор и да си педагог, нели? Директорот не признава работно време. Тоа работно место, работното време е 24 часа и кога сте на одмор, и кога се празници, и морате да решавате проблеми. И тука веќе внатре не сте мирни да седнете и да пишувате. Сега за среќа, ќе кажам за среќа, помина и тоа. Син ми порасна, не сум му толку потребна и затоа последните години ме има многу повеќе. И веќе нема ден да помине, а да не напишам нешто. Ретко ден да помине, да не напишам нешто. Писателите, искусните, оние кои што оставиле големо творештво зад себе, велат ниту ден без ред. Сега тоа го почитуваш, така? Го почитувам, а не само што го почитувам, уживам во тоа. Одлично. Некако успеав да се вратам на мојата вистинска страст. Пишувањето ми е вистинска страст, а сето она беше некако, како да кажам... Како подготовка? Подготовка, да, точно така, како подготовка за сега, да се прероди уште еднаш авторот во тебе. Те знаевме, те запознавме како прозен автор. Меѓутоа, она што го читаме и она што уживаме во последниве години е речиси исклучиво поезија. И сега не знам дали сум во право и да ми кажеш како се случи тој пресврт. Секогаш пишував и поезија, меѓутоа првото мое печатено дело беше роман. Романот за Двиножитото го носев долго во себе. Години го носев во себе и го напишав за еден месец, ама веќе беше готов. Тука веќе беше готов. Сега, јас пишувам се уште проза, кратки раскази. Не има во една збирка раскази заедно мене и тебе. Ја напишав Снегулката љубов, бајка за деца и работам на наредниот роман. Сега поезијата е повидлива затоа што кога ќе ја напишеме песната, поемата, може веднаш да ја споделиме на социјалните мрежи. Податна е за тоа, кратка е. Романот додека не биде готов. Не можеме ништо да напишеме и никако не можеме да го објавиме, на Фејсбук. Според должината што има. Колку помагаат социјалните мрежи за афирмација и за споделување на поезијата? Па, јас лично сметам дека помагаат, иако има луѓе што се противници да нашите творби ги промовираме на социјалните мрежи, јас ги сакам социјалните мрежи. Затоа што, вака, ќе прочита некој случајно ќе му излезе на зид, ќе прочита песна, ќе прочита некој ред, ако му се допадне, ќе го запомни името и кога ќе оди во книжара, може да го купи тоа дело. Затоа што се уште кај нас ние се среќаваме со сериозни читатели, но сепак прво, кога ќе влезат да купат книга, дали за себе, дали поклон, некако прво ги купуваат странските автори. Некако нас не оставаат понастрана. И затоа мислам дека тие помагаат ние. Да не запознаат подобро. Да не запознаат и ако им се допадне, да влезат и да купат дело од наш македонски автор. Имаш ли чувство дека се на некој начин разбива тој мит за тоа дека ако е странска литературата е квалитетна, а дека домашната е помалку квалитетна? Затоа што нели во последно време имаме навистина квалитетни домашни автори, па дали имаш чувство дека на некој начин се неутрализира тоа мислење?
Имаме подобрување во тоа. Да, го имам тоа чувство. А порано пред години, на вистина луѓето прво ќе праша, дајте ми некој странски автор да видам. Има подобрување во таа насока. Веќе имаме читатели кои си ги бараат нашите автори, ги купуваат нашите автори и ги читаат нашите автори. Тоа помогна, верувам, социјалните мрежи помогнаа во тоа, да, нели, ние сватиме дека квалитетот не мора да дојде од надвор. Ние имаме толку наши квалитетни писатели во минатото, ги имаме и сега новите, што можат не да парираат на светски автори, и се подобри. Некои од нашите автори, ако ги споредиме, се многу подобри од странските автори. Странските автори па некако оние сакаат нашето пишување, како го викаат, словенската душа. Ѓорđe Балашевиќ, душа словенска. А они ги сакаат нашите автори. Странците сакаат да читаат од наши автори. Да се навратиме на прозата, но пред тоа сакам да те прашам, велиш работиш на новиот роман. Така. Ќе излезе ли збирка поезија пред него или ќе му дадеме предност? Ќе излезе збирка поезија, две збирки поезија, готови се. Меѓутоа чекаат го на наредната фаза, кај нас знаеме како оди, со спонзорства. Сега, кога ќе дојдам до тој дел, тука закочувам, тука губам многу време, затоа што тоа за мене е навистина најтешкиот дел. Никој од нас не се чувствува добро кога бара спонзорства за да може да биде испечатена книгата, дали е поезија, дали е проза, не е важно. Јас велам, побрзо и полесно ќе напишам уште една книга, отколку да го барам спонзорството. Ама тоа е, мораме да го поминеме тој пат. Се надевам во скоро време ќе ги имаме двете нови збирки, а романот ќе си почека уште малку, тоа финалната фаза. Имаш ли некоја рамка во која што си велиш дека мора да ми биде завршено, прозното дело, романот кога се прави, или оставаш да пишуваш според инспирација, според тоа како си мотивирана? Бидејќи, нели, романописците велат дека тоа е навистина напорна работа, си бара дисциплина. Време. Многу време. Дома сте, присутни сте физички, ама само физички сте тука. Меѓутоа, кога ќе, знаеш, Сузана, кога ќе влеземе да пишуваме, ние сме дома, ама не сме дома. Ние сме во сосема друг свет и затоа прозата, нели, бара малку повеќе жртва, што ја чувствуваат и нашите домашни. И затоа, јас знам да си дадам рок, но некако го пробивам тој рок. Се случи нешто, се случи друго, се случи трето, па успевам да го пробивам, рокот не сакајќи. Ајде само навести ни зашто пишуваш овој пат. Насловот, работниот наслов ќе го кажам. Ама како што оди пишувањето, ова верувам ќе биде. Чувствуваш дека ќе се оддалечиш од насловот? Не, ќе си остане. Чувствувам дека си останува насловот, а возрастните лажат. Тука е делот од мене, оној дел професионалниот, педагогот во мене. Тука веќе извира педагогот во мене, нели, јас работам како педагог во основно училиште и во текот на моето искуство како професионалец, но и како мајка, и во дружби со мајки, во разговори со мајки, сватив дека ние, возрастните, лажеме. Не зборувам за намерни лаги, зборувам за оние несвесни лаги кои им ги кажуваме на нашите деца. И потоа не сакајќи развиваме некои особени, карактерни особени, и потоа се прашуваме од каде се. Точно за оние лаги, за оние фрази кои ние ги повторуваме на нашите деца, сме ги слушнале од баба ми, ги слушаме од мајките, и во дадени ситуации ние само ги повторуваме. А ако застанеме да размислиме, дали е ова вистина? Дали јас верувам во тоа? Ќе видиме дека многу и не се вистина. Ќе биде точно насочено на тоа да мораме во романот действите се водат околу тоа за едно искрено разговарање со не само со нашите деца, и меѓу нас. Она несвесното лажење да го освестиме и да го тргнеме. Останаа ли пак меѓу возрастните воопшто искрени разговори? Мислам дека да. Јас верувам во тоа. Ги имаме уште тие искрени разговори меѓу нас, меѓутоа потесенет
кругот, нели? Кругот се стеснува, но сите имаме некои луѓе со кои што можеме искрено да разговараме. Во која фаза од пишувањето на овој роман си завлегуваш веќе во сериозниот, да речеме, дел кога си можеби на половина или се уште си во раната фаза на пишување? На половина. Јас би рекла на половина. А таа следната половина, јас навистина не знам кога ќе биде готова. Можеби пак ќе излезе збирка поезија, а романот ќе се отложи. Ако правиш долга пауза во пишувањето на романот, ти се случува ли да ја загубиш нишката која што те водела, па да ти треба време да се навраќаш со препрочитување за да видиш каде точно бев, да влезам повторно во ликовите? Да, се случува тоа и затоа е лошо оставање повеќе пауза. Тоа е еден сосема друг свет. Нели тоа навистина сосема друг свет и кога ако излеземе од него подолго време, како да го забораваме. И мораме да ги видиме повторно ликовите, да се поврзаме со нив. Од ликовите, кога почнуваме да пишуваме, во главата го имаме ликот. Но кога тој ќе почне да се зборува, да си води диалози со други ликови во романот, добива друга димензија. Си добива, едноставно си оживува, си има свој живот. Ликот сам почнува да се води, си добива карактер, си добива лични особини. И поврзувањето е потребно, да. Ги спомнавме социјалните мрежи како важни за промоција, но колку се важни за вмрежување. Гледаме дека имаш повеќе учествувања на некој начин виртуелни во поетски мрежи, во антологии, така што во списанија меѓународни се препејуваат песните. Колку важна улога одигруваат за да се пронајдете со колегите поети низ светот? Прво, мене ми ова пишувањето за странските, електронски, тие се списанија, антологии, посебно задоволство ми представува овој момент кога јас ќе го видам нашиот јазик, нашето писмо, меѓу сите јазици во светот, кога ќе го видам и меѓу различните писма. Арапското писмо е сосема друго од нашето. Ајде, на латиничното сме навикнати. Кога ќе ги видам до кинеското писмо, навистина ме представува едно задоволство. А како да велиме нека, еве не, тука сме, пишуваме на наш јазик, тука е нашиот јазик, не има, постоиме. Тоа ми е мотивот да ги испрекем таму моите песни, а контакти со поети од целиот свет се малку поретки, но ги има. Интересно е тоа што споделуваме искуства, како оди кај нив издаваштвото, како оди кај нас. Некако кај нив се е полесно. Кај нас ние се некако повеќе се мачиме да дојдеме до финалниот производ. Они имаат сосема друг начин на издавање на книги, развиени издавачки куќи кои што стојат зад своите, си избираат, нели, поети, писатели што им се допаѓат, што веруваат во нивниот талент, во нивното пишување, стојат зад нив и тие се ослободени, нивното е само да напишат. Да го предадат ракописот во издавачката куќа и веќе издавачката куќа си ја работи работата понатаму, додека ние пишуваме, бараме издавачи, бараме спонзори, промовираме книги, кај нив е се полесно. И се сами организираме. Да, буквално се сами организираме, така, мултитаскинг, рековме веќе. Кога станува збор, ако е потребно препејување, имаш ли, не знам, еден преведувач, препејувач, кому му веруваш или затоа што предпоставувам не е едноставно да се најде преведувач со доволно познавања, со твои познавања за да направи да знаеш дека сериозно ќе ја направи работата. И брат ми, ако не ме познава, не знам кој ќе ме познава. Мислам тој точно знае зборот во која смисла е кажано. Брат ми е полиглот, еве да го спомнам и него. Тој има завршено факултети за јазици, не факултети за јазици и е професионалец во својата професија. Значи може да ми ги преведе препее на француски, на италијански, на англиски, на германски. Ако заборавив нешто ќе ме извини. Добро, веќе оние хрватски, српски, нели да не ги спомнеме. Препевот го врши тој и навистина апсолутно му верувам. Дури знам и да не го проверам. Така.
Знам да оставам целосно, да го добијам и да го испредам. Одлично. И сега кога станува збор за препевите, што е магичното во нив? Имаш ли чувство дека кога ќе ја прочиташ истата песна, да речеме на англиски јазик, дека всушност е ново дело, пресоздадено дело? Колку според тебе е блиску до она што ти си го напишала, затоа што сепак се бараат нови зборови и можеби нов начин, на поинаков начин се кажуваат стиховите? Така. Тешко е. Некои наши зборови тешко е да се преведат. Изгледа дека е лесно. Например, зборот Јанца. Тука некако запнавме, затоа го спомнувам него. Имаме си ние наши зборови. Го има англискиот израз. Нормално дека го има. Меѓутоа, не го објаснува точно тоа кога ние ќе го кажеме. Нивното добива некоја малку подруга смисла. И тешко е да се најдат. За некои наши зборови тешко е да се најдат вистинските зборови. Од неколку зборови да го избереш вистинскиот збор. А точно е тоа што кога ќе се прочита веќе на англиски, навистина добива како прв пат да ја слушам. И многу е интересно тоа што младите што се навикнаа да читаат книги на англиски јазик, се навикнаа да читат и романи и поезија на англиски јазик, кога ќе ги прочитат песните преведени на англиски, тогаш повеќе им се допаѓа. Ним повеќе им се допаѓат, но јас велам, ајде уште сте млади, па кога ќе го видите богатството на нашиот јазик, тогаш повторно ќе разговараме за јазиците и песните. Така. Уште едно прашање за да го заокружиме овој книжевен разговор. Кога авторот пишува, тој мора да е некако мотивиран, инспириран. Меѓутоа, си се запрашала ли колку почесто пишуваме некои за нашите состојби или пак за она што од другите останало во нас? Колку повеќе за нашите состојби. Јас повеќе сум свртена кон себе. Кон моите чувства, кон моите реакции на одредени настани, како јас го доживувам тој настан, како го перципирам. По природа, морам да кажам дека јас сум повеќе, ако на она скала интровертност, екстровертност, повеќе одам кон интровертноста и навистина сум повеќе свртена кон себе. Практично тоа е твојот начин да се изразиш. Да го извадам, сето она што е од мене, да го извадам. И кога твориме, кога ќе го извадиме од нас, нели добиваме еден момент на олеснување, катарза би рекла, до следниот порив. Сега јас имам веднаш една асоциација, ако некој те праша да речеме зошто беше натажена, ти ќе му речеш читај. Да, можем тоа да кажем, прочитај. Ако излезе нешто. Да, може да кажем, може да го кажем тоа. Која е магијата на пишувањето како една порака? Зошто човек треба да најде оддишка во пишувањето, макар тоа била нели сосема аматерско пишување, како терапија, затоа што пишувањето е еден вид терапија. Пишувањето точно така е еден вид терапија. Јас знам да кажам, мене една напишена песна извадена ми вреди за 10 лексилиуми, да речем. Навистина, убаво е да се пишува. Треба луѓето да се обидат да пишуваат. И не само тоа што, нели, како терапија, кога ќе ги видат нивните зборови на хартија, понекој пат луѓето и си ги разбираат чувствата што ги носат во себе. Кога ќе ги изговориме, кога ќе напишеме некои чувства, ни стануваат поразбирливи за нас и тука доаѓа до еден процес на самоспознавање, што ни олеснува, да се водиме понатаму во иднина во животот. Да, добро е да се пишува. Луѓето треба да се обидат да пишуваат, па нека биде тоа дневник, денешно доживување. Мислам, ги охрабрувам во тоа, да. Ти благодарам од срце што сподели дел од твојот книжевен свет со нас и со гледачите кои што ја следат оваа програма. Следното ти благодарам, зборувавме пред да влеземе во студиото дека сакаме дел од твоите дела да останат во телевизија ВИС, па ние веќе невидливи облици си ги ставивме да ги гледаат нашите гледачи и се разбира задвино житото. Но следното гостување овде те очекуваме со нова книга, па да прочитаме и некоја песна овде. Сузана, ти благодарам. Навистина ми беше задоволство да разговарам со тебе и
ја чекам наредната средба. Така, ти благодарам уште еднаш. Ви благодариме и вас, почитувани гледачи, затоа што имавте доволно трпение да бидете со нас. Се надевам дека ве инспириравме да запишувате дел од она што ви се случува, но се разбира и да читате од романите на Елизавета Дончевска-Лушин. Довидување. Довидување.